Во почетните години на транзицијата, кога општествениот капитал на големо се преливаше во приватниот сектор, во кочанското стопанство малите фирми никнуваа како печурки по дожд. Граѓаните, сакајќи да ја искористат шансата да работат за себе и да имаат свој бизнис, во прво време започна да отвораат дуќани во преадаптирани простори, гаражи и слично. Регистрирањето на фирми практично беше своевидно помодарство. Меѓутоа, со текот на времето започна неминовната пазарна селекција во која поедини фирми се развиваа мощно и динамично, а поголемиот број заглавија во немилострани законитости. Посебно изострени се условите за стопанисување во последните години, бидејќи во државата и надвор од неа дојде до тектонски поместување на капиталот, работната сила, како и на инвестициите на светските компании. Веројатно како последица на сето тоа, во 2016 година во кочанското стопанство дури 600 регистрирани фирми престанале да извршуваат дејноста. Каков е падот кај правните субјекти, најдобро може да се види од споредбата со 2015 година, кога во Централниот регистар биле евидентирани близу 1800 фирми. Младите бизнисмени велат дека е исклучително тешко да се работи, бидејќи дел од граѓаните, особено помладата популација, како поголеми потрошувачи, се иселени, а тие што останале располагаат со малку пари. Од друга страна, давачките кон државата по разни основи се енормно високи. Во таква ситуација први на удар се трговската дејност, како и услужните и занечиството. Затоа не е случајно што се поголем број дуќани се издаваат под закуп, што некои од нив со месеци стоат празни и што интересот за нив е се помал. Во сегашните услови се уште добро се сноѓаат поголемите компании, кои претежно се извозно ориентирани, првенствено поради редовната наплата на побарувањата од деловните партнери, што не е случај на домашниот пазар. Веројатно, поради тоа најприлагодливи се конфекциите кои главно работат според лон систем, па собствениците полесно калкулираат со трошоците и приходите, секако неретко амортизирајќи ги финансиските турбуленции со ниските плати.